Почитувани, цела недела СДСМ и од нив раководените државни институции кои што треба да се борат со корупцијата и да работат на градење правна држава со кредото нема повластени пред законот, молчат за случајот дивоградба во Волково. Обидот за забошотување на случајот веројатно се должи затоа што станува збор за Дарко Каевски, сега пратеник и портпарол на СДСМ. Толку од еднаквоста пред законите. Ке подсетам, 30 годишниот Дарко Каевски со 3 години директорска плата во Агенцијата за млади и спорт во 2020 година несразмерно го зголемува семејниот имот. Дарко Каевски по цела недела прозивки не посочува документи, дозвола за градење. На местото на старата легализирана куќарка од неполни 40 метри квадратни, во 2020 година никнува луксузна хациенда во медитерански стил со базен. Сателитските снимки од алатката Google се доказ за градежната активност во 2020 година, дека се работи за целосно нов објект, а стариот целосно е срушен. Во 2020 година Волково е администрирано од СДСМ со градоначалникот Александар Наумовски. Истата година Дарко Каевски станува пратеник во собранието, а во анкетниот лист и претходно како директор на Агенцијата за млади и спорт и анкетниот за пратеник навел неизградено градежно земјиште во Волково. Ниту пред 2020 било неизградено, ниту во 2020 било неизградено. Зошто Каевски во анкетниот лист крие куќа во Волково? Во анкетниот лист Каевски навел дека истата година, 2020 купил стан од 65 метри квадратни во Скопје. Почитувани, ова се факти. Дарко Каевски 5 години е носител на јавни функции. Во овие 5 години Македонија тоне во мерењата на корупција, а институциите и сега молчат и не отвораат предмет. Институциите се должни, и тоа е нивна работа, да го испитаат случајот пред се дали Каевски има дозвола за градба со одобрение за копање базен, како и да се испитаат околностите, односно потеклото на парите. Индикативно е што Каевски не побарал дозвола за градба, крие изграден објект и претходно и по градбата, а лично не верувам дека станува збор за избегнување да се платат комуналиите заради нивната висина. Институциите се должни да го проверат случајот, тоа е нивна обврска. Да подсетам, злоупотреба на службена положба и овластување се прави и со постапување, но и со непостапување. Почитувани, Македонија тоне во задолжувања, сиромаштија и кризи. Само функционери од власта го множат имотот. Секој ден минат со СДСМ на власт е поскап од предвремени избори. Ви благодарам.